Во претходната лекција зборуваме за идејата за биткоин, децентрализирани пари кои не зависат од банка или држава. Но што е тоа што му возможува на биткоин да функционира без централна контрола? Одговорот е блокчейн технологијата. Денес ја објасниме што е блокчейн, како работи и зошто оваа технологија е многу поважна од самите криптовалути. Блокчейн може да го замислиме како јавна тетрадка или книга за евиденција во која се запишуваат сите трансакции. Никој не може да избрише историјата, никој не може да фалсификува трансакции и сите можат да ја проверат. Тоа представува една база на податоци, но со една важна разлика. Наместо да е складирана на еден сервер, како што е банка, таа е складирана на илјадници компјутери низ целиот свет. И ова се нарекува дистрибуирана мрежа. Затоа сега ќе зборуваме што се блокови и синџир, кои го составуваат самиот збор блокчейн или синџир од блокови. Кога се случуваат трансакции, тие се групираат во еден блок. Тоа може да го сметате како неколку трансакции кои се запишуваат на една страна од тетрадката. Секој блок содржи список на трансакции, временски печат и посебен криптографски код наречен хеш. Секој нов блок се поврзува со претходниот, при тоа формирајќи синџир или блокчейн. Зошто е ова важно? Затоа што секој блок зависи од претходниот блок. И ако некој се обиде да измени податок во стар блок, тогаш мора да ги измени сите блокови после него на сите компјутери во мрежата, што го прави практично невозможно. Ова е заштитен механизам кој е вграден во самата структура. Сега тука имаме еден непознат збор, хеш. Што е тоа? Хеш е еден дигитален отпечаток. Замисли, ако на едно парче хартија напишеш здраво, тоа има свој уникатен отпечаток. Ако потоа додадеш само една точка, отпечатокот ќе стане целосно различен. Во блокчейн, хешот гарантира дека податоците не се менувани. Ако некој промени само една цифра од трансакцијата, целата мрежа го гледа тоа. Тоа значи дека не ти треба банка да го верификува дали трансакцијата е вистинска, едноставно математиката го прави сето тоа. Се враќаме на тетрадката. На листот се запишува сите трансакции и кога ќе се исполни тој лист или блок, се запечатува со уникатен код, па потоа се оди на следниот. Но тој лист не постои само во таа тетрадка, туку тој лист се наоѓа во рацете на илјадници луѓе, во случајов во сите компјутери кои ги потврдуваат трансакциите на блокчейнот. И потоа ако некој сака да измени трансакција, ќе треба да оди кај сите илјадници луѓе, да ги земе сите тие листови и да ја промени трансакцијата во сите посебно. Но тука повторно ќе настане проблем. Следниот блок веќе го има кодот од претходниот блок, што значи дека и да се случи промена, сепак ќе се знае дека нешто се променило во мрежата. Како што може да разберете, ова е практично невозможно да се измени и да се контролира од еден ентитет, од некоја банка, од некоја влада или нешто слично. Како се потврдуваат трансакциите на блокчейн? Кога некој праќа биткоин, трансакцијата не станува веднаш финална. Таа мора да биде потврдена и ова го прават мајнерите. Тие користат компјутери за да решаваат одредени криптографски задачи. Оној што прв ќе ја реши задачата, додава нов блок во блокчейнот и за тоа добива како награда нови биткоини. И овој механизам се вика proof of work или доказ дека била вложена енергија и труд за да се заврши одредена работа. И тоа е тоа што ја прави мрежата безбедна, самоодржлива и не подложна на никакви манипулации. И зошто блокчейнот е револуционерен? Блокчейнот ни овозможува доверба без посредници. Кога праќам пари или правам нешто друго на блокчейн, знам дека тоа е сигурно и не може да биде манипулирано од ниедна влада или банка, ни овозможува трансакции без дозволи, не треба банката да ми дозволи да направам трансакција и колку смеам да направам трансакција. Ни овозможува сопственост без институции, она што го поседуваше само твоја сопственост и немаат контрола институциите, и ни дава систем кој е неунишлив, додека постојат барем два компјутери за да се создаде мрежа. И треба да знаете дека блокчейн не е само технологија за криптовалути. Тоа е технологија која го редефинира концептот на доверба и концептот на работа воопшто во иднина. Откако имате јасна представа што е блокчейн и каква технологија представува,
Во следната лекција може да поминеме подетално на тоа што се криптовалути, какви криптовалути постојат и која е нивната реална примена во денешниот свет.